ВМРО-ДПМН отвара битка против новата пратеничка група составена од одметнатите народни избраници за да го зачува името. Подпредседателот на партијата Александар Николовски во медиумите најави дека ќе ги искористат сите правни механизми за заштита на името на ВМРО-ДПМН. Нечесно е да го користат името на партијата нарекувајќи се независна пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Почесен пристап би бил ако 8 пратеници кои гласаа за уставните измени јасно кажаа како планираат да постапат на денот на гласањето. На ваквите обвинувања пратеникот од новата независна пратеничка група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, Зетир Рамчиловиќ, за Еден ТВ вели дека доколку навистина има правна основа да не го употребуваат името, тогаш ќе размислуваат. Според Рамчиловиќ и одлуката за нивно исклучување од партијата била нелегитимна, без одлука од партиските органи. Очекуваме со промена на раководството сите овие пратеници да бидат дел од една обединета и јака ВМРО-ДПМН, рече Рамчиловиќ за Еден ТВ. Независна пратеничка група од ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија. Во самата пратеничка група неколку пати е и споменато дека сепак има и одредени, може да ги кажам, и пропусти во самата процедура. Пратениците сметаат дека воопшто не е прекршен ниту една одлука на актуелното раководство на ВМРО-ДПМН, дури и сметаме дека со нашиот начин на делување ќе овозможиме во понатамошниот период да се направи една демократизација и ВМРО-ДПМН да добие раководство и да се врати на она што навистина од секогаш било негова цел, тоа е интеграција на Македонија во Европска Унија и НАТО. Новата пратеничка група од вчера и официјално започна да действува. Координатор ќе биде Елизабета Канчевска-Милевска, а заменици и координатори Владанка Авировиќ и Зетир Рамчиловиќ. Вчера новата пратеничка група составена од 8 пратеници кои ја поддржаа потребата за уставните измени, ја оствари својата прва работна средба со премиерот Заев и министрите Димитров и Тесковска. Тема беше барањето за формирање на координативно тело за помирување за настаните од 27 април.